Во населбите од неолит се откриени разновидни предмети. Пред се со практична намена, кои се материјални сведоштва за економијата во неолитското време. Тие се пред се алатки изработени од камен, животинска коска, глина, кои ги користеле во секојдневието. Дојдете поблиску. Знаете што има во оваа витрина? Во оваа витрина се изложени предмети чија што намена е непозната дури и за археолозите. Еве, например, се претпоставува дека оние јадици се користеле за ловење на риба. Уште од тоа време имало риболов. Друго што можеме да го претпоставиме овде се печатчињата. Печатчиња кои што ги користеле можеби луѓето за ставање на тетоважи на телото, ги користеле можеби за украси на текстилот, односно за орнаменти на обликата, а воедно одредени верувања се дека овие печатчиња се користеле во кујната, односно за украсување на лебот, тоа што и ден денеска знаеме да го правиме. А тоа долу е првиот леб, како изгледала формата на првиот леб. Во археолошкиот музеј се изложени неколку интересни коскени предмети, кои што во археологијата се познати како спатули лажици. Со неколку експериментални истражувања е покажано дека овие така наречени спатули лажици служеле за хранење на бебињата на малите деца со млеко од животинско потекло. Она што можам од оваа витрина да ви го представам е и она на средина садче кое што навистина делува луксузно и го користеле жените во козметиката, како некој сад за крема или можеби парфем. Во категоријата на накит наоѓаме разни монисти, делови од белегзи, кои што освен естетско значење имале и символично значење, но исто така и покажувале некоја определба на носителот во тогашните неолитски заедници. Накитот, конкретно монистите, биле изработувани од камен, од исто така од животинска коска, од глина. За нас, за археологијата, се интересни морските школки, кои што многу ретко се наоѓаат тука и тие ни се показател дека неолитските луѓе во тоа време комуницирале со многу подалечни заедници. Во оваа витрина, од категоријата на оружја, презентирани се и неколку јадици изработени од животинска коска, кои што се верува дека служеле во риболовот или пак служеле едноставно како куќи за сушење на рибите или месото. Меѓу оружјето, освен разни камени алатки, кои што веруваме дека биле користени во ловот, се истакнуваат и керамичките проектили, чија што форма преживеала и во антиката и ден денеска. Интересно е за овие предмети во денешно време што тие служат и како хоби и разни спортски дисциплини, но за жал и сведоци сме дека овие керамички проектили се уште се оружје во меѓучовечките конфликти на Блискиот Исток.